Добро вечер. Добро вечер. Што ќе им посакаат колегите од Ориентал Бенд на колегите од ДКП по повод 10 години? Се најдобро, многу работа, многу успех, буиднина, уште поголеми проекти и многу музика. Сега, ги гледате ли како конкуренција или како колеги? Не, како колеги, само како. Никој не гледаме како конкуренција. Спремате ли вие некоја промоција од ваша страна или да не откриете? Спремаме, што откриеме. 15 години славиме ние јубилеј оваа година во октомври, здравје сам. И ќе има промоција претпоставам на нешто авторско. Да. Што ќе им посакате на дечките од ДКП Бенд по повод 10 годишнината од Вака, му посакувам многу успех во понатамошните години. Иначе со момците од ДКП се знаеме, па поима неа. Можда 20 години уназад ги знам. Соработуваме исто на некои студиски работи и му посакувам само успех. Дали имате замешано прсти во овие два спота? Имам, да. Сега сум гостин тука, ќе настапам ќе свирам електрична гитара како испомош и на најновата песна што ќе биде промоцијата сега, оваа вечер, свирам акустични гитари и електрични гитари и со лајашта јас се свирам. Стојана Николовска, што ќе им посакате на дечките од ДКП Бенд по повод 10 години постоење? Стојана Николова инаку. Па им посакувам многу успех, да бидат какви што се и до сега, позитивни, весели. Тие се едни од ретките кои што се навистина многу воспитани пред се, културни, имаат многу почит кон нас, поготово кон мене, зборам за себе, нели, од сопствено искуство и посакувам само успеси во иднина да им се остварат сите замислени желби и неостварени, се разбира. Те соработувале ли до сега или ако дојде некоја покана за соработка, дали би ја прифатила? Секако дека би ја прифатила соработката, мислам, понудата за соработка, не сме имале можност да соработуваме, што не значи дека не би имала во иднина. Илија Пикси, инаку во Каваровци сите го знаат Илија Митре Пикси. Така. Илија, што им посакуваш на колегите од ДКП Бенд? Што можам да им посакам? Многу успех и да си останат овие состав и нек си терат свадбиња по кафичи, по дискотеки, па макар и Америка и Австралија нека фанат. А некоја соработка помеѓу тебе и нив? Ами здравје Боже, не се знае ништо живот. Се иде. Што ќе им посакаш на колегите од ДКП Бенд за 10 години јубилеј? Па уште 100 години да можат вака да терат. Значи, плодна работа, авторски песни, маркетинг и многу работа и квалитет. Екипата од Dream Team представува на вечерва од нашиот Аце. Така. Што им посакуваш на колегите од ДКП? Па искрено вака, на овие колеги му посакувам се најдобро, овие се прекрасни дечки. Со еден збор немам што да кажам за нив, можам да кажам слободно, овие се мои деца, многу блиски предсе, другари, пријатели, а после како колеги и така натаму. Му честитам за овој јубилеј 10 години, така беше? Да. И му посакувам уште многу вакви јубилеи и да се гледаме само за добри и за убави работи, нели? Имат ли научено нешто од тебе со на фактот што се твои деца? Значи, знаеш како викат, сега ние учиме од помладите, нас полека не минува времето, сега ние ќе учиме од нив, така да дечките се супер, само можам да кажам да продолжат со исто темпо и му посакувам се најдобро и да продолжат само вака, нели? Така. Екипата на Brass Brothers, Да. представуван од нашиот Пере Мелов. Така. Кажи ми, што им посакуваш од дечките од ДКП? На дечките од ДКП пред се му го честитам 10-тиот роден ден, нека продолжат со работа,
да градат кариера, успеси да редат, феноменални дечки. Се најубаво посакувам. Може би не сте иста бранша, може би сте иста бранша, меѓутоа што им посакувате на колегите од ДКПБ? Па им посакувам се најдобро да му се множат, да слават уште минимум 100 години и ми е чест што ме поканија да бидам гостин и да истробам 3 песни со нив. Ваше мислење за конкретно за авторска музика, авторски проекти, за спотови и таква работа? Треба ли да ги има многу повеќе? Треба нормално. Сите се бориме да има повеќе авторска музика. Тој днина, ако нема авторска музика, нема да не има повеќе нас и тоа е тоа. Екипата од Модерато Бенд, кажи ми што им посакуваш што колегите од ДКПО, еве 10 години јубилеј? Го посакувам како до сега оваа 10 годишна работа да продолжи уште 10 пати да имат од многу настапи из Македонија па и надвор од Македонија и цел свет. Ги прашав и едни твои други колеги дали ДКПО го гледате како колеги или како конкуренти? Не, ние сме колеги од мали, заедно живееме, заедно растеме, заедно и работиме со делот од ДКПО, членовите, така да ние заедно се соработуваме, така да конкуренција сега. И език сме конкуренција, али пак пред се како колеги. Можем да очекуваме од Модерато нешто авторско наскоро? Па наскоро имаме да подготовка една на нова песна, ќе биде за многу брзо. Класико Бенд. Диме, што им посакуваш на колегите од ДКПО по повод 10 годишниот јубилеј? Па им посакувам многу уште по-долгогодишна работа да имаат, да слават уште многу вакви родендени и да имаат прекрасна и берекетна година. Конкуренција или колеги? Пред се колегијалност, нема никаква конкуренција. Секој на свој начин си има доволно работа, само здраве да има и да стедат само вакви убави моменти. Од Класико може да очекуваме нешто авторско, некоја нова промоција? Па наскоро да. Не смеам и не сакам да откривам, но сепак стандардот КТВ телевизија први ќе бидат обавестени. Харизма Бенд. Харизма Бенд. Сара, што им посакуваш со колегите од ДКПО? Им посакувам многу успех, долга работа, се најубаво од срце. Колеги или конкуренција? И колеги, и пријатели, и се. А конкуренција? Не конкуренција, не ги гледам како конкуренција. Добро. Од твоја уста некоја желба за колегите од ДКПО? И посакувам 10 годишни на среќа роден ден, многу успеси да имат понатаму, се најдобро им посакувам. Прекрасна организација, тоа е тоа. Кажи ми, поканавме ние како дел како од нивниот роден ден. Кажи ми, Харизма спрема нешто авторско, некоја промоција наскоро? Па да, моментално се работи на тоа, да спремаме, снимаме песна, некои кавери моментално се работат. Се очекува и од Харизма Бенд нешто интересно. Само здравје да имаме. Вечер имаме и гости од Скопје. Артист Бенд. Така е. Што ќе им посакате на дечките од ДКПО Бенд по повод 10 годишниот јубилеј? За почеток ве поздравувам сите вас, сите гледачи на вашата телевизија. ДКПО Бенд ни се добри другари на сите нас членови од Артист Бенд и колеги од факултет. Им посакувам се најдобро да продолжат во исто темпо. Нема да кажам појако темпо, зашто они добро ги возеа овие 10 години и доста многу оставија за себе, така да им посакувам да продолжат во исто темпо, па и на 20, и на 30, па и на 40 години јубилеј да се гледаме и да се дружиме. Како кавадарчани можат да се запознаат со тоа што го прави Артист Бенд? Кавадарчани можат да не видат на локалните телевизии, ние снимаме наша авторска музика, обработуваме македонски народни, македонски забавни песни на YouTube каналите, на Instagram, на Facebook страниците, така да доста сме актуелни, како еве да речам и ДКПО Бенд овде што се пратиме во чекор. Те гледам и знам, чувствувам ко да е крај. Ти си тука, но не си, гледаш низ мене, не во нас. Зборови стојат на пола, душава остана гола.
Секој стих е тежок, празен изговор. Ако останам, се губам. Ако одам, губам се. Кажи ми бар еднаш искрено, дали си посрекна без мене? Дали си посрекна без мене? Дали си посрекна без нас? Дали си посрекна без мене? Кога не сум со тебе? Дали си посрекна без мене? Кога светло се гаси? Дали си посрекна без мене? Кога не сум со тебе? Со тој поглед не си ти, како да бегаш од нас. Секој допир кратко трае, твој поглед знам да лаже. И нема веќе дилема, јасно е се. Ако љубов веќе боли, време е да гори. Само едно кажи, искрено, пред да заминеш. Дали си посрекна без мене? Дали си посрекна без нас? Дали си посрекна без мене? Кога не сум со тебе? Посрекна без мене? Кога светло се гаси? Дали си посрекна без мене? Кога не сум со тебе? Оди си, оди си. Гости од Битола вечерва, Алтернатор бенд. Што им посакувате на дечките од Дакапо по повод 10 годишниот јубилеј? На дечките им посакувам многу работа, многу слога и успешни проекти. Конкуренција или колеги? Колеги. Само колеги? Да. Како кавадарчани да се запознаат со тоа што го прави Алтернатор бенд? Па како да ме запознаат? Алтернатор моментално снимаме нови песни, настапуваме по локали низ, да речем, нашиот регион Пелагонија, фамилиарни весели по свадби и тоа е. А YouTube каналите? Има и на YouTube, да. И сега справя нов проект во живо. Продолжуваме со Битола. Што им посакуваш на дечките од Дакапо бенд? Им посакувам долга и успешна работа и ще дойдат многу родендени вака јубилеи, да се дружиме и успешна кариера. Дали може би имате некоја соработка на релација Дакапо? За сега немаме никаква соработка. Имаме порано соработка со Горан, заедно свиревме, меѓутоа сега патиштата малце ни се разминеа, бидејќи сме нормално од различни градови, но тоа не значи дека треба да прекиниме тука соработката. Се надевам дека наредно нешто ќе имаме нека заедничка соработка. Доста прашувавме музичарите, да ги прашаме новинарите. Што им посакувате на Дакапо бенд по повод 10 годишниот јубилеј? Со среќа. Само толку? Тоа е најважно. С оглед на фактот што сме од иста бранша, дали ги поддржувате авторските работи како што тие ќе ги прават вече овде? Секако да. Сега, ајде да кажеме, од кои медиуми ни се колегите?
Зона МР. М1 радио. Зона М1 радио. Само зона? Зона, убавина и здравје, вечер. Кои се крие таму? Се кријат од сонце и ред други. И кажи ми, зошто во Македонија не се форсираат пак соло проекти, спотови и така натаму и така натаму, после некој друг ќе не биде виновен зошто не се слуша македонски? Апсолутно. Апсолутно треба да доминира македонската прво македонската музика, а после да се форсираат странски изведувачи. Што се форсира на зона? Македонска народна музика. Тајчи вели дека е промотор на цела македонска естрада. Што конкретно Тајчи? Па вака, јас сум промотор на македонската естрада, не само на забавната, туку и на народната. На момците од Акапо бенд и посакувам не само 10 години, да обстанат на сцената уште најмалку 30 години и им посакувам безброј хитови. Дали овие два спорта што вечера ќе ги промовира значат нешто за македонската естрада? Да, треба да слушаме македонска музика и треба да си ја сакаме ние македонската музика и на нив им посакувам се најубаво. Акапо бенд, 10 години постоење, плюс на 10 годишнината промоција на два спорта. Ѓорче, краток историјата, онака брзински. Како почнате, кој почнате? Почнавме најпрво, вака, најпрво почнавме јас, Горан и колегата Васко, што моментално не е со нас. Че Васко моментално има проблеми, кај што не може да пее. На негово место е колегата Антонио. Значи, нов член на бендот не е Антонио Тасински. Почнуваме јас, Горан и Васко, се првите што почнуваме во бендот. После тоа го земаме Тоше, го земаме Никола, колегата го земаме. Тогаш претходно имаме друг трубач, сега не е Иле не е најдобриот трубач, така да тоа е бендот околу составувањето. Значи, меѓутоа почетоците некако имавте проблеми во наводници со вокалните солисти. Менувавте? Па да, менувавме вака. Женски менувавте, Васко. 9 години пееше Васко, со женски вокали сменивме 3-4 женски вокали. Сега дали да ги спомнам како сакаш ти. Значи имаме 3-4 женски вокали сменето, али групата како група составот е 10 години. И планирате да продолжите со исто темпо? Да, заради тоа што сите се гледаме како браќа, блиски сме сите еден со друг. Еден од колегите ми е кум, еден ми е девер, зближени сме фамилиарно и мислам дека ќе тераме до крај. И сега вака, музичко образование на екипата? Музичко образование, јас сум дипломиран кларинетист, работам во музичката Лазо Мицефрале и поздравам и колегите од таму. Исто така Горан Константинов е дипломиран теоретичар, Иле е дипломиран трубач, Тоше е дипломиран хармоникаш, така да сите сме со факултет. Николчево? Исто и Никол. Никол мислам дека има уште некој испит останат. Тој што тропа глупости. Тој мислам дека има некој испит таму за главен. Дечкото што го викат Ерген, има едно праша, сменивте неколку женски вокални солистки и буквално нова промоција го промовирате новиот машки вокален солист. Да. Што е финта? Значи, толку, како да кажам, пробавме со повеќе женски вокали, но некои од нив ги направивме звезди, да си бидат звезди, нели, да си бидат на ниво.
некои од нив за жал си заминаа како да. Сега решивме да работиме само со машки вокал. Антонио Тасевски е новиот вокал, тој е од Скопје. Ти кажам право, вака не е многу подобро. Кажи ми, имате ли во планови настапи по фестивали или останувате на она марша? Па да, дај Боже да имаме настапи по фестивали, зошто да не, сакаме. Промовиравте 2 спота, дали може би тоа е најава за еден цел албум? Па да, има најава за цел албум не е, но имаме песни, имаме сега за песна која ќе вадиме лето. Тоа, не знам, јули, август, некој таков период ќе биде, имаме летна песна. Јас имам лично мои инструментални дела, уште 2-3 кои стојат така. Треба и тие да се доработат, да се средат и да, имаме повеќе работи што треба да излезе. Кажа господинот Ѓорче пред малку, рече се сите сте во музиката дипломирани, значи професионалци. Да, сите сме. Јас сум дипломиран музичар изведувач, труба, завршив во Штип и средно и факултет. Тодор Ушитков е дипломиран хармоникаш, Владко е професор кај нас во музичкото, нели, и тој е дипломиран кларинетист. Горан исто така и тој е професор во основно музичко училиште во Демиркапија. И Антонио Тасевски е исто така, мислам дека не е дипломиран, ама дека е само со средно. Пеачот не е само. Добро, зашто Никола никој не го спомнува? Никола не е за споменување оно. Не. Никола е вечити студент. Му фале уште еден испит, ама некако не му тргнува да го дотера. Кажи ми само кои 2 спота ги промовиравте вечерно? Првата композиција е инструментално дело, се вика Коктел, тоа е композиција на Горан Костадинов, на музика работевме заедно со целиот бенд, а втората е песна која е композиција комплетен автор е Тодор Ушитков и текстописец е тој заедно со Антонио Тасевски. Се вика Одиси. И дали сето ова што вечерва се случи, значи дека многу скоро можеме да очекуваме и нови промоции од ваша страна? Па да, дај Боже да биде така. Кабе Владко го нема, кај? Не знам, го барам, не ми крева. Мора да почне, ајде.